بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد nije bi'idhnillahi ta'ala ke продолжиме во објаснување на оваа изворедна книга, таа е Откривање на сомнежите. Шејх Салих Алушејх Хафизахуллах во објаснување на овај дел, кога рече Джавабул Муџмел, значи општи одговор спрема оние луѓе кои ги напаѓаат луѓето на теохидот, спомна дека оние ајети кои се јасни ајети во врска за нашето верување, за нашата акида, и оние други ајети кои немаат јасност, кои не се толку јасни. Значи, што значи ајатун мухкематун? Значи, јасни ајети. Јасни ајети, вели шејх Салих Алушејх, хуа ма истабана ма'наху ваттадаха далалатуху, фала лупса фихи вадихун ликулли ахад. Вели, ајети јасни се оние кои значеноста нивна е јасна. Значи, значеноста е нивна јасна и јасно го сваќаш зашто аргументира тој ајет. Значи, кога велите Аллах Таala, ва'будуллах, значи, обожавајте го Аллах. Значи, јасно е ова, како вели шејх Салих Ал-Фаузан Хафизахуллах. Овде нема нешто нејасности. Значи, обожавајте го Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, и не му правите на него никаков, значи, партнер, ортак, ширк. Значи, овие јасни ајети, што јасно аргументираат дека едниот е за теохидот, а другиот го забрануваат ширкот. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, не се приближувате на зината, значи јасен е ајетот. Забранувате на алкохолот, јасен е ајетот. Забранување на неправда, јасни се ајетите. Значи, јасно се аргументацијата на тие ајети. А оние муташабих, кои не се јасни, тие се кои нивната значеност е, значи, приближна. Значи, во нешто што сакат да аргументират, како што рекоа тие, ала инна аулија Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум јахзанун. Значи, навистина Аллахови тевли нема за ним да имат ни страф, ни да бидат тажни. Значи, од овај ајет ти не може да земиш дека смееш ним да им се молиш. Значи, немат јасност во овај ајет за молитва, да им се посвети на нив молитва. Имат јасност во овај? Не. Значи, тој треба и тебе да те манипулират, па да те евлите имаат позиција кај Аллах, па таа позиција значи како тие се молат, не им се враќат молитвата. Значи, гледаш, све, значи, интриги, работи, сомнежи, кој сака, значи, да те внесет во неговата стапица. Значи, ајатите мухкемат се, значи, што се јасни во нивната аргументација. Муташабих, значи, не се јасни. Што вели шејх Салих? Јехтаџу ила иџтихадин ва назар. Значи, има потреба за иџтихад, значи да дојде алим, што е муџтехид, што има тој степен на знање стигнато, за да прави, значи, иџтихад во барање, во истражување на значеноста на тие ајети. Значи, треба да истражува, да барат во тефсирите на алимите, што рекле, како го тефсирале, па овај тефсир, па онај тефсир, па што рекле сахаба, па што рекле табиин, па што рекле луѓето на јазикот за тие зборови, како ги употребуваа арапите во тоа време и така, за да добие тој јасност во тие ајети. За да добие јасност во тие ајети. И алимите се тие, значи алимите, тоа е задача на алимите, тоа е компетенција односно на алимите, кои ајетите што не се јасни, тие ги враќаат кон оние ајети што се јасни. Значи, разбрав това, значи, оние ајети кои му се муташабих, значи, не се јасни ајети. Нејасните ајети ги земаат алимите и ги враќаат назад во јасните. Значи ги поврзуваат, ги клаваат во склопка со
со јасните ајети. Кој го прави тоа? Алимите. Значи не секој поединецен. Зашто некој што е почетник на знање и некој студент на знање, тој мисли дека има таква компетентност да ги земи тие ајети и да ги стави во склопка, во вистина тој можат муташабих со муташабих ги поврзуваат. А мисли во него дека тој ги поврзал муташабих со мухкем. Значи овие работи се многу опасни. Се многу опасно и поради оваа работа, како што вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, поради оваа работа Хаваридж падна во заблуда. Зашто тие ги зедоа ајетите што се муташабих и се подпреа на своите памети, на своите разбирања. Не ги вратија муташабих ке сахаба ридвануллахи алейхим, да ги прашаат сахаба како да ги спроведиме овие ајети што се муташабих, како да ги разбереме овие ајети што се муташабих, не ги прашаат сахаба, се подпреа над себе си, се доверија над своите компетентности, така речено, што се случи? Падна во заблуда. Падна во заблуда. Значи тоа е опасноста кога човек што не е алим, што немаат алимите за него посведочено да тој е алим, и тој влагат во овие тешки работи, во овие комплицирани работи, шејтанот така му го разобавуваат на него, што тој да мисли, тој мисли дури, значи мисли тој со паметот, дека тој нешто открива се од вистината, дека тој нешто дознават од вистината, а во вистина тоа, во вистина за него тоа ќе биде значи уништување. Ќе бидат уништување, зашто ќе заблудите. Јасните ајети, вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, што се како аргумент против откривање на сомнежите, значи јасните ајети кои се аргументи за откривање на сомнежите се 5 категории. Првата категорија, вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, се оние ајети што се спомнати во Куранот, се оние ајети каде што јасно куфар, неверниците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва селам потврдуваат теухид рубубија. Значи, ајети кои ние ги читавме сега предходно, значи, куфар Куреш, неверниците од Куреш, јасно во тие ајети тврдат теухид рубубија за Аллах субхана ва таала и дека немаат никаков спор и проблем со теухид ер-рубубија. Значи, овие ајети три треба да ги имаш увек во твојата глава. Да знаеш дека куфар Куреш, мушрик ел-Куреш, дека тие прифаќа теухид рубубија и за ова не има токму известено Аллах субхана ва таала во неговата книга. Значи ова е првата категорија во јасните ајети. Втората категорија, вели шех Салих ал-Шейх хафизахуллах, дека оние ајети во кои Аллах субхана ва таала нас не известуваат дека куфар Куреш, неверниците и мушриците од Куреш, тие на оние кои им посветуваа ибадет, молитви, не им го посветуваа ибадетот и молитвата освен за тие да ги приближат кон Аллах субхана ва таала и да бара шефаат кај Аллах таала за нив. Значи тие куфар Куреш, значи прва работа што треба да знаеш ајетите каде тврдат јасно дека тие потврдуваат теухид рубубија. Куфар Куреш. Другите ајети што се јасни во оваа работа, да знаеш дека тие куфар Куреш, кога ги обожавале нивните божества, нивните лажни божества, тие не им посветувале ним обожавање, освен верувале дека тие ќе ги приближат нив кај Аллах таала и ќе им прават шефаат за нив. Значи ова е втора категорија. Значи тие не верувале, со други зборови брат, тие не верувале во тие лажни божества во кои тие ги обожавале, не верувале дека тие создаваат, тие снабдуваат,
tije upravat celиот свет универзум. Значи тие овие рабоче теухид рубубија му ги прифаќале за Аллах субхана ва таала. Но нивното посветување на ибадетот што го правеле тие кон тие нивни лажни божества бил, тие верувале дека тие имаат посебна привилегија кај Аллах субхана ва таала, приближно што така тие кога би му се молеле на Аллах таала, нема да и се врати нивната молитва. Значи, дали да му се молат тие за приближување, дали да му се молат за шефаето, дали за бериче, за други потреби, значи нема да им се врати назад. Значи, овие се втора категорија од јасните ајети. Значи, ти треба увек да се враќаш на овие јасности. Значи, ајетите се јасни дека теухид рубубија го прифачале. После се јасни ајетите дека тие не ги обожавале ним, дека верувале дека ти има нешто од рубубија, туку ги обожавале што барале блискост од нив и шефаета. Ова е, значи, од двете првите категории. Третата категорија, од јасните ајети што се мухкемат во оваа работа, дека оние ајети кои Аллах субхана ва таала нас не известуваат, дека тие што ги обожавале мушриците, значи како Лат, Узза, значи луѓе кои биле значи во времето на џахилија и после тоа се обожавани од мушриците, тие, значи, јасно е дека тие веруваат дека во нив, во тие мртви луѓе, нема ни придонес, ни штета од нив. Туку дека придонеста и штетата иде само единствено од Аллах субхана ва таала. Значи, тие, кога им се посветуваат на тие мртви луѓе, тие не веруваат дека тие мртви луѓе им донесуваат ним придонес или штета самостојно од нив. Тие треба веруваат дека тие мртви ќе им се молат на Аллах таала за да им се придонесат ним добротија и да им се отстрани некоја штета. Значи, мртвиве ти не ги обожавале, што верувале дека тие самостојно можат да ти донесат добро или зло. Значи, самостојно, ме разберете, самостојно, значи, од себе, тој сам мртвиот. Не. Тие верувале дека тој мртвиот ќе му се моли на Аллах, за Аллах преку него да им придонесе на нив добро или да им отстрани некоја штета. Значи, овие се исто од јасните ајети. Исто од јасните ајети, што Аллах Таала не известува нас во неговата книга, дека Аллах Субхана ва Таала нема земено за себе си дете. Значи, немат Аллах Таала за себе си земено дете. Немат Аллах Таала за себе си земено ортак. Немат Аллах Таала за себе си земено помошник. Немат Аллах Субхана ва Таала за себе си земене посредувач. Значи, овие работи не ги немат Аллах Субхана ва Таала за себе си земено. Аллах Таала нема потреба за овие работи. Аллах Субхана ва Таала е чист од овие работи. Зошто овие работи ти треба да ги знаеш? Зошто увек, кога ќе дојде некој сега, некој ќе ти дојде тебе, брат, овие се многу важни работи што шех Салих Али шех ги спомнуваат овде. Ама кој ги разбират? Ти кога сега размислуваш, некој ќе ти дојде кај тебе и ти вели, види, јас му се молам на тој евлија во тој гробот таму, зашто пошле луѓе што не виделе кај неговиот гроб. Јас знам дека тој не создават. Јас знам дека тој не управат универзот. Ама тој има посебно положба, посебна позиција кај Аллах и поради неговата позиција јас му се молам на него, зашто јас сум расипан човек, грешник човек, за тој да се моли на Аллах, зашто има посебна позиција. Тебе одма ти текинат во тој момент добро. Значи, мушриците во времето на Пекамбар, ојасните ајети, дека мушриците во времето на Пекамбар, салаллаху алейхи ва селам, тие исто тоа го прифача за Аллах, дека Аллах е создател, створител, но тие ги обожаваа нивните поради приближност кон Аллах, поради шефајт, поради да им донесе некоја придонес или штета. И тие беа мушрици. Значи, тој е мушрик. Значи, денес, како тој муслиман, ако тој се нарекува на себе се муслиман и ги прави овие дела, тој е мушрик, брат, во вистина. Значи, тој е во вистина мушрик. Затоа ние треба овие работи да ги сватиме. За прва работа, ние сами да не паднеме во овие сплетки.
во овие тешки заблуди, што може да ти го разрушат дуњалокот и ахиретот, а потоа исто својата околија и својата, значи, роднина. Зашто има луѓе што ќе дојдат тие и ти вели, абе тоа дрво да поиш таму, да пиеш вода од тој извор, бери четлија извор и така натаму. Значи, бараат бериќето таа вода таму, тој извор, што знам кадеа, кај тој камен, кај тоа дрво. И оставаат пари таму, и така натаму, и така натаму. Значи, барат бериќет, барат придонес од тоа дрво тука, од тој камен, од таја вода. Значи, овие се работи опасни. Тогаш ти сваќаш, чекај, исто мушриците ваки во времето на пекамберов салаллаху алейхи правеа, и тоа ним ги изфрли од верата. Значи, треба му кажемо, пази се, оваа работа те изфрлат од верата. Покај се и оскажи се. И овие работи, брат, треба годиништа да се откоренат од душите на луѓето. Да. После тоа, од последните категорија на ајетите што се мухкемет во работата во врска со теухид, дека оние кои биле обожавани во времето од пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва селем биле многу бројни и различни. Значи, ибадетот не бил ограничен само во обожавање на кипови. Туку тие обожавале мелакина, обожавале пекамбери, обожавале добри луѓе, обожавале звезди, планети, сонцето, месечината и обожавале тие кипови. Зошто ова ти окажуваат овде шех Салих ал-Шех, дека тоа од јасните ајети дека врстите на обожавања на лажните богови во времето од пекамберот салаллаху алейхи ва салем не биле само во една врст ограничени, туку многу бројни различни биле. Зошто? Зошто денешните ешарит, матурди, ти мислат дека ширк е само да правиш ширк во рубубија. А ти ако му се молиш на евлијата, тоа не е проблем, вели тој. Зашто ја му се молам на евлијата има посебна позиција тој. Значи, види ова работа денеска до ден денеска стара болест. Стара заблуда останата во редовите на муслиманите на тие што се нарекуваат. Значи, овие работи се многу опасни. За ние треба да знаеме, некој ако тречи да бе види, ние не ојме пред кипови да се поклониме или да падниме сежде, ние ојме таму на гробот, тој бил евлија, сите го знаат, не го бил добар, ние не правиме на кипови да им се молиме, само тоа било ширк. Ке мислиш, не. Се Аллах Таала во јасните ајети во Куран, што се мухкемет, јасни ајети, не известил дека врстите на обожавања во времето на пекамберот салаллаху алейхи ва салем спрема лажните богови не е било ограничен значи само во киповите. Туку ти обожавале кипови, обожавале камења, обожавале дрва, обожавале звезди, обожавале планети, обожавале сонце, обожавале месечина, обожавале пекамбери, обожавале значи евли, добри луѓе и така натаму име мелачината. Значи, се овде тој му да ти речи тебе, види, ние мелачината им се молиме. Тие се безгрешни, тие се блиски до Аллах субхана ва таала и така натаму. Значи, разбираш ова работа, значи ова е многу важна точка што треба да ја сватиме и увек да ги памтиме овие работи. Да ги памтиме за кога ќе дојде некој да сака нас сомнежи да ни внеси во нашата вера, да му речиш чекај малце. Од јасните ајети кои не известил нас Аллах субхана ва таала, нашиот создател, се овие ајети во врска со ова што го велиш, и тоа е вака и вака и вака. Значи да бидеш увек спреман со овие аргументи. Затоа шех Салих ал-Шех хафизахуллах ни го дават ови категории, ни ги едноставно ни ги правит, за да можеш подобро да ги научиш и да ги памтиш. Ако ги сте шејхот мој, да ги спомни сите воеднош, во една реченица што се вели. И ти се не знаеш што е, каде завршуваат, каде починат. А тој ваке ти ги поделува тебе и мене, на барачот на знање, за да ти биде поедноставно разбирањето твое. Да разбереш многу поедноставно ти биде тебе, за да разбереш.
И на крај, после овие 5 категории што ги спомнуваат шејх Салех Ал-Шејх, што вели шејхот? Се навистина велит, навистина, имамот Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах ги спомнуваат овие 5 врсти категории на аргументи многу пати и често во неговите книги. Зошто? Против овие аргументи никој не може да се отпорност да правите. Значи, види, мудроста. Ова значи дека шејхов е, многу влезен, во книгите на шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, ги познава неговите книги многу добро. Да, зошто ова се гледа, остроумноста и знаењето врвно на шејхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, што тој се држи цврсто за овие категории на аргументи. Зошто овие се јасни, никој не може да ги негирата и да ги отфарлит. Затоа, некогаш не се труди нешто од тебе да изваеш, од тебе да измислиш, од тебе не знам што не. Ти врати се во овие јасности. Врати се увек назад, држи се на оние јасности, што нема, никакво колебање, што секој еден да му ги објасниш едноставен муслиман, ги разбират и ги прифаќат. Ако има чисто срце и искраен ниет. Кој што немат искраен ниет, брат, со него ние немат што да правиме. Потоа, велит шејх Салех Ал-Шејх, хафидахуллах, дека оние луѓе кои ги следат муташабихат, нејасните ајети во Куранот, со тие луѓе треба 2 постапки да правиш. Во 2 постапки да се понашаш со нив. 2 постапки. Прва работа, кога ќе ти дојди тебе некој човек со тие нејасни ајети, и овие нејасни, подобро да ги памтите зборот муташабих. Муташабих е едност, нејасен. Муташабихат, нејасни, множина. Вака се учите арапски, брат. Подобро ти да го знаеш зборот, мухкематун се јасни, муташабихатун се нејасни. Оние луѓе кои ги следат муташабихат, со ним се прави 2 постапки. Прва постапка е кога тој иде кај тебе и почина да аргументираат со муташабихат, прва постапка ти си предупреден од него. Зошто? Пекамберот те предупредил тебе. Зошто тие се кои Аллах Таала не предупредувал нас. Прва работа е што ти од него си предупреден. Ти од него си предупреден, се пази. Зошто? Нас не предупредил за тие луѓе пекамберот саллаллаху алейхи ва селам, и така дел од тоа предупредување да го оставиш него и да не слушаш на неговите зборови. Да го оставиш и да не слушаш. Зашто ти ако наставиш со него, самото твое наставување, тој ќе покушува тебе да те заблудите. И на крај има да го платиш тоа со заблуда. Немој да мислиш дека ти ќе сеш со заблудник и дека тој нема да ти наштети тебе, не ќе ти наштетите. Затоа треба да се чуваме. Втора работа, да му речиш ти на тој човек, ние веруваме во сите ајети што ги слегол Аллах субханаху ва таала. И тие сите се од Аллах таала. Ти му кажеш нему потполна покорност спрема Аллах таала. И му велиш, иако јас не разбирам тие ајети што сакаш да ме аргументираш мене, но јас верувам дека тие се Аллахови зборови и јас верувам дека тие никогаш не можат да бидат во контрадиција со јасните ајети. Но ја не го разбирам како да ги склопам, како да ги насочам. Ја не разбирам. Треба да праша алими, знаени луѓе, ама јас верувам почетно, како база го има, дека тие се Аллахови зборови и во Аллаховите зборови нема контрадиција и тие се од нашиот Господар Аллах субханаху ва таала.
Зошто нашата задача е ние, кога луѓето ќе ни дојдат нас со муташабихат, увек да ги врачаме тие муташабихат кон мухкемат. Кој ги дознават, кој ги враќа назад? Алимите. Значи, гледате колку е важно са улогата на алимот, зашто ти самиот, иако може би ќе покушуваш да дознаеш нешто, да научиш нешто, да насочиш нешто, не можеш ти. Зашто ти си почетник. Ти треба да се вратиш кај алимот, што цел живот поминал тој во учење на оваа вера, во студирање на оваа вера. Затоа, значи, се враќаш кон алимите, за алимот да ти каже тебе дека овие муташабихат се враќаат во овие ајети кои се мухкамат. И тогаш срцето твое е мирно, спокојно и сигурно. И потоа вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах: وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ. И на вистина, значи овај одговор кога му велиш дека верувам дека овие се Аллахови зборови и во Аллаховите зборови нема меѓу себе контрадиција, и исто зборовите од пегамберот салаллаху алейхи ва салам не се во спротивност никогаш со Аллаховите зборови, ова е, вели шех Мухамед рахимахуллах, ова е многу добар, праведен одговор. Значи некој па ще може да го мислиш, ова што му одговори ти нему во вистина? Не, шех Мухамед, овај имам, врвен имам на исламот, вели ова е многу добар, праведен одговор. Зошто? Вели шех Мухамед рахимахуллах, но го разбират овај одговор на оној кому му дал Аллах Таала успех. Шех Мухамед, шех Салих алу шех хафидахуллах вели, што значи тука зборот успех? Значи тауфик. Што значи зборот успех? Успех значи тука да Аллах Таала му даде на својот роб успех да тој да се откаже од неговите страсти. Значи да му даде Аллах субхана ва таала на неговиот роб успех да тој да се откаже од неговите страсти и да се откаже и да се оддалечи од само како се вели тоа значи кога човекот само бендисување. Значи како се вели? Значи човекот кога чита нешто малце, кога научил нешто малце и му расте памет од нему. Значи му се креват памет од многу, тој мисли јас сум знаен, јас сум читан, јас сум вака, јас сум така и така натам. Овде треба да се откажеш што ви работи. Се во вистина тебе нефсот твој во ваква ситуација те тера тебе да влезеш во работа што ти не ги познаваш некогаш. А ти кога му велиш нему јас верувам во овие ајети, но ја не знам значеноста нивна, тој може тебе ќе те подценита и ќе рече тоа не знае кој е. Овде значи требаш ти нефсот твој да го урниш, ама ти подобро да го урниш, да се спасиш, од што да мислиш да го крениш и да се уништиш. Значи овие работи се многу важни, многу важни. За тој да се откаже, значи, од она самобендисување и мислење дека тој со неговиот памет и ум може да свати драбоќе и може да достигне драбоќе и може да толкува драбоќе. Да се откаже од тие работи. Зошто самоубедливост исто така, баракаллаху фик. Значи да се откаже од таа самоубедливост и така натаму. Зошто тој мислит, вели шех Салих алу шейх хафидахуллах, се многу луѓе влагаат и се зглабочуваат во муташабихат. Значи се зглабочуваат тој, се занимаваат со ајети кои не се јасни. И тој мислит со неговиот памет дека тој се ја препознават и разбират работи што може би други луѓе не ги сватиле овие работи. Значи тој мисли дека кога тој сам е со книгата само дома, читата, и не видел алим во живото него вистински алим, и тој влага во тие муташабихат, мисли тој дека сега тој рабоче дознал и рабоче прочитал,
што може би никој не ги прочитал и не знае на дуњалокот. Ова, брат, реалност. Реалност е. Овие в подрума. Тие такви се. Тие мислат, џемети немат како нив. Мисли тој дека разбрал работе што никој не ги разбрал. Дека тој прочитал работе што никој не ги прочитал пред него. А не знае тој малечок во знаење дека алимите тие работи ги поминале во почетокот на барање на знаењето. Во почетокот. Ама тој таке му го направил шејтанот и на такви слични луѓе, затоа да мислите дека нема овие работи достигнато до сега, до овие степен како јас сега. А задачата и крајот него, пред да гледаме задачата, и крајот на тие луѓе, вели шейх Салих ал-Шейх, крајот на тие луѓе што вака починаат, крајот нивни е заблуда, балале. Значи крајот не е нивни успех и упатство и спас. Не, пропаст, заблуда, уништување. Да, брат. Значи затоа крајот на тие луѓе е заблуда. Крајот на тие луѓе заблуда, не е упатство. И што вели шейх Салих ал-Шейх? А во тој момент тој се најдува во заблуда тие луѓе, а мисли на себе си дека тој е на вистинскиот пат. Да. Значи тој мисли дека е на вистински пат. Тој е во јасна заблуда, значи јасна заблуда. Но тој што прави? Мисли шејтанот таке му го има разубавено таа заблуда, тој е убеден од себе си дека тој е на вистинскиот пат. И сонува дека е на вистинскиот пат. А во вистина тој во тешка заблуда. Во вистина тој е тешка заблуда. Задачата ќе беше од секој еден да се врати кај расихуна фил илм. Расихуна, оние што се зацврстени во знаење, брат. Расих. Значи ти не смеш ови работи сам да ги правиш и да ги објаснуваш муташабихат сам. Ти немаш учено тефсир, базите на тефсир, усулу тефсир. Прво пред да учиш тефсир, пред да учиш усул тефсир да учиш. Бази на тефсир. Тој нема учено ни бази на тефсир, ни тефсир нема учено, ни арапски јазик, ни базите на арапскиот јазик, ни ништо, и влагат во вакви теми глабоки, што може, значи, дури некогаш луѓе што знаење да скршнат, а не некој си, што не знае ни арапски, што не знае ни да чита, ни да пишуваат, и после крајот е заблуда. А задачата ќе беше да се вратиме кај оние што се уцврстени во знаење. Уцврстени во знаење, да. Значи тоа е што вели шейх Салих ал-Шейх дека во објаснување дека давање успех, значи давање успех тука се подразбират, давање успех значи тој да се ослободи себе се од страстите, да се ослободи од самоубедливоста и само бендисанеста, да се ослободи од тие работи и да се врати кон алимите. Да се врати кон алимите, да ги прашуваат нив, за да земит разбирање и сваќање на верата од алимите, не од себе си свој. И на крај, што го спомнуваат шейх Салих, шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, што на крај велит Аллах субханаху ва таала: "Ва ма юлаққаха илла аллазина сабару, ва ма юлаққаха илла ذу ҳаззин азим." Значи, ова ќе го постигнат само оние кои се трпливи. Значи, ова ќе го постигнат само оние кои се трпливи. И ова ќе го постигнат само оние кои поседуваат еден голем дел од тоа, значи од таа трпливост. Значи, овај пат бара трпливост, брат. Значи, патот на пекамберот салаллаху алейхи ва салам бара трпливост, да бидеш трплив. Не да чекаш ти преку ноќ плодови. Ти работиш на овај пат, а работата дали плодовите ќе се видат во твојот живот или не, тоа не те интересира тебе. Велит шейх Салих ал-Шейх, зошто трпливи? Значи, зошто трпливи? Потоа вели шейхот, зошто оваа работа во аргументирање
и во истражување на знаењето, оваа работа барат сабар. Зошто? Душата на човекот, нефсот на човекот, нарочито еден талебул илм, еден студент на знање, ако тој малце нешто прочитал и малце нешто студирал, неговиот нефс го викат него, го повикуваат, го тргат, да тој да почне да дават фетви, да дават одговори во работи, што тој нема компетентноста. Значи, види, ова добро, немој да го достигнете, освен оние што имат еден голем дел од трпливоста. Сабр. Сабр огромен да имаш. Зошто? Зошто самиот, значи, шејхот види, брат, само како да збори за ситуација за некои луѓе, значи. Зошто ти кога починаш 2, 3, 5 книги си прочитал, преведени на албански, на македонски, на босански, и ти мислиш сега, разбираш, одвераваш, што можеш да седнеш, да им кажуваш на луѓето вајс, дерсој. Тие држиле дерсој в подрума. Тој им држала. Зошто прочитал книги преведени? И нефсот, ако ти не можеш, значи, ако не си ти воспитан од алими, си воспитан од сам себе си, нефсот те повикува тебе. Нефсот те повикува, те трга тебе, те влечи тебе, ти го разубавува да почнеш ти да даваш фетви, да почнеш ти да даваш знаење и настави. А во вистина ти не си компетентен. А во вистина ти не си компетентен. И тој мислит, видиш овде шејх Салих ал-Шејх, оня што прочитал малца, тој мислит, значи ти да му застанеш, ова го поврзуваш со шејх Салих ал-Шејх со говорот на шејх Мухамед рахимеллах, кога му велиш ти, ја не ги разбирам овие ајети, ама знам дека се од Аллах Джелешану и дека немат контрадикција во ним. Значи овој одговор може тебе ќе ти изгледа многу обичен одговора. Ама ти порно овој одговор е за тебе да го речеш, е многу добар и праведен одговор, вели шейхул Ислам Мухамед рахимахуллах, од што ти да влезеш во работи што мислиш дека ти ги разбираш и ти можеш да ги сфатиш и да ги тумачиш и работи, а во вистина ти не си компетентен за тоа. Значи овие работи се многу опасни. Зашто ти мислиш ако му рече сега ја не разбирам овие ајети, и не ги разбира овие ајети, или овие хадиси исто, ќе рече, ки знаеш што за мене овие, ки мисли, ки знаеш што... Не нака мисли, тој за тебе. Тој порно, тој да мисли, и ти да се биш направиот пат, што тој да мисли за тебе, ки знае тоа кога го знаеше, а ти во тој момент си влегол во ширк, можат во куфр, во бида'a и во други работи. Значи, затоа пази се многу. И тие луѓе, што малце прочитале, и не учеле кај алими, и немаат сабр, тие можат, мислат дека самостојно да ги решат проблемите. И ти гледаш, значи, гледаш кај тие луѓе да речат, ни дојде нас некој проблем, ајде да ги прашаме алимите во Медина, немат кај нив таа работа. Тој нема, да. Значи, исто кај други во Босна, брат, цела палета што ги има таму во Босна, нема потреба секој пат да ги спомнуваме. Значи, цела босанска палета, значи, без исклучок можеме да речиме, тие што се на YouTube, брат, значи, немат од ним да речат, чекај, за ова работа ќе праша еден алим. Ќе се консултира за ова работа еден алим. Нема такво воспитување кај нив, брат. Тие се сами алими. Еднош, брат, шејх Уфемин рахимеллах во една касета. Шејх Уфемин го прашуваат прашање. Тој брат имам Уфемин рахим, имам Дуња. Го прашуваат прашање, што вели? Јас ова не знам, ќе го прашам шејхот мој Ибн Баз вечерва и утре ќе ви да одговор. Брат, имам Уфемин рахимуллах, брат. Имам во акида, имам во тефсир, имам во фиқ. И вели, ја ова прашање не го знам, одговорот, но вечерва ќе го прашам шејхот мој, шејх Ибн Баз, и утре ден ќе ви дам одговора. Значи, ова е, брат, знаење, ова е воспитување, брат. Ама кај ним не го нема това, брат. Тој ко застанува тука, џомите е тука, шејхул Ислам ибн Теймија рахимуллах. Толку џомите знаење имат, или имам Ахмед. А не дека прават во многу ситни работи грешки. Ама кој ги разбират?
И вели шех Салих Алушех, на крај тие луѓе што мислите дека тој самостојно може да ги реши проблемите, го гледаш како плива тој во ајетите што се муташабихат. Значи, тој е више завлезен во ним, тонит, така речено тонит подобро. Претонува во ајетите што се муташабихат. Зошти? Тој не сака да го урни себе си. За секој едно прашање тој бара нешто одговор. Дали е тој ајет мухкем или муташабихат, не го интересира него. Главно тој себе си да го докаже знаено така. Значи овие работи, брат, се многу важни. А шо велит шех Салих Алушех на крај? Наместо да биде тој трплив и да ги земи тие муташабихат и да појде кај алимите и да ги прашат алимите како се разбираат овие муташабихат и со кој се мухкемат да се поврзуваат. Ама ова треба трпливост. Треба да го земиш авионот. Треба да појдеш в Стамбул, па Стамбул во Медина, па таму алимо не те чека тој на врата тебе. Ке појдеш една вечер, 2 вечери, 3 вечери, 1 недела, 2 недели ке чекаш, за да може да добиеш еден термин, брата. Се ти имаш потреба. Ти имаш потреба, брат. Ова е знаење. Алимо не те чекат. Алимо му е времето ограничено врвно. Алимо дури, како рекле едни од Селев, најтешко време ми беше она кога јадев леп. Значи тогаш го гледате како губит времето и тогаш, кога јадел леп. Брат, затоа. Ама ти нема таков трпливо сабор. Не, јас се дода во Медина, или да се јавува, требаш некој 50 пати ја се јавиш. Некој ба прачаш порака, чекаш 2 недели на SMS од брат, на WhatsApp или на Telegram, 2 недели ке чекаш одговора. Барак Аллаху фик. Така. Значи треба да чекаш. Види, значи ке чекаш од алимот, од шехот да даде одговор. Зошто треба трпливост. Ти подобро трпи се еден момент и после ќе бидеш награден со знаење, ошто ти не си трплив за еден момент и цел живот го поминуваш во незнаење и во заблуда. Значи, овие се многу важни работи што ги спомнуваат шех Салих Алушех. И тогаш, кога ти се враќаш кај алимите, и алимите ти објаснуваат тие муташабихат, тога држи се тврсто за тоа. И тоа е тогаш идет големиот добри дел за тебе, што беше ти стрплив, сабрлија. Се наградуваш со што? Да бидеш спасен од заблуда. Таа работа не се плаќа со пари. Таа работа нема, значи, цена на дуњалокот. Хаза ва саллаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.